почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Вчера соопштивме сериозни индиции за вмешаност на Министерството за информатичко општество и администрација во незаконски тендери, при што профит од стотици илјади па до повеќе милиони евра завршувале кај неколку компании блиски до фамилијата на власт. Објавивме документирано дека само по основ на фактурирани, а не испорачани лаптопи наменети за учениците, ова министерство овозможило во нечии джебови да завршат над 200.000 евра. Денеска ќе објавиме документи што упатуваат дека злоупотребите на тендерите и процедурите се правени директно од министерско ниво. Претходниот министер Иво Ивановски донел решение за избор на најповолен понудувач за проектот Компјутер за секое дете, ден пред комисијата за јавни набавки да направи рангирање и да даде предлог за најповолен понудувач, што е противзаконски. Еве го решението подпишано од Ивановски на 7 април 2009 година, а еве го извештајот од спроведената постапка на комисијата за јавни набавки при Министерството, изготвен ден потоа, што според законот требало да биде обратно. Вкупната сума на оваа набавка, на која што министерот на Никола Груевски, Иво Ивановски незаконски ставил подпис, изнесува 15 милиони долари. Каква против услуга требала да врати пред време избраната компанија CT Computers до Белград и CT Computers МК Скопје за возврат на оваа услуга на Ивановски? Дали е тоа разликата во цена од 2,3 милиони евра помеѓу намерно избраната компанија и неизбраниот најповолен понудувач, или се тоа 200.000 евра за платени, а не испорачани лаптопи за учениците? Дека проектот Компјутер за секое дете е криминален, спроведен без соодветна анализа и преку сумнителни постапки, потврдува и овој извештај на Државниот завод за ревизија, што укажува на недостатоци на дел од договорите за набавка на компјутерите. Според овие наоди на ревизијата, може само да се предпостави што уште правела власта на Груевски за своји интереси преку овој проект. Сакам да уверам јавноста дека ова се само дел од чекорите што ги преземам како дополнителен заменик министер за обелоденување и спречување на злоупотребите на парите на граѓаните, правени од страна на расипничката власт на Никола Груевски. Секој кој работел противзаконски и нанел штета на интересите на граѓаните ќе одговара.